И сега ќе ни биде можно интересно и во продолжение, затоа што јас, како велам, ние сме си ранобудници, но некој не е. Но тој што не е ранобудник, да го имате во утринската програма, тоа значи дека сме почестени. Како да си добил Оскар исто. Како да си добил Оскар. Добро утро, Пеце Супер Хикс. Добро утро и добро ве нашол. Бога ми, ова беше еден предизвик со кој што морав да се соочам денеска. Не само ова, туку и возење во Скопски улици во нели, со прекајниот метеж во пораниве утрински часови. Па дојам од другиот крај на градот до тука, едно добри 35-40 минути возев. Заглавувајќи, мислев дека ќе скратам, значи сите кои што мислите дека ќе скратите возејќи низ централното градско подрачје, лоша идеја. Да ти кажам прво вака, да си народски кажано жив и здрав со оглед на тоа дека вчера така ме остави во текот на денот насмејана, кога ме праша утринска програма, мислам вака за утринска програма, не знам дали сум подготвен, меѓутоа јас како ти кажам, мораш. Не сме биле кај твоите колешки тука кај Сања кој што се ослободи. Бевме, меѓутоа мислам дека беше нешто подоцна. Ова е прилично рано, предизвик, да. Предизвик. Добро, во колку часот се буди? Мајде нешто вака сега, како си започнува денот со оглед на тоа дека не си ранобудник? Па кај мене вака се поделени работите. Значи сопругата ги буди децата, татко ми ги превзема и ги носи на училиште. И јас сум задолжен за она што е остатокот од денот. Значи јас водам радио емисија од 12, така што немам потреба да станувам порано. Некогаш кога имам потреба, многу ретко станувам порано. Меѓутоа, понатаму, во текот на денот се сите останати обврски, носење на деца, зимање од училиште, носење на разноразни активности, ги има многу, Бога ми, можеме да кажеме дека па добар дел од денот ми е исполнет со тие обврски. Па одлично, па супер обврски. И повеќето од моите обврски ангажмани се во втората половина од денот. Тогаш ги правам и пробите и сите тие работи, да не зборам за настапите, кои што се доцна во ноќите и така натаму, најчесто. Верувам. Или по 9-10 часот. Меѓутоа сме го одбрале тој музички правец и се држиме за него и публиката се ве бара. Не, имам колеги кои што можат да не знам, може да заглават до 2 до 3 да станат во 7-8. Ја не сум тој тип на човек и мислам дека имав еден период во животот во кој што државме ноќен клуб со сопругата, па мислам дека и тоа доста ми се одрази. Влијае, се одрази во животот. Па не можеш да се најгнеш со години да легнеш во 4 во 5 наутро и да тоа значи дека Пеце има динамичен живот. Без и порано, меѓутоа и сега кога сме веќе нели со фамилиарни обврски, динамиката се постои. Па не само фамилиарни обврски, милион други работи кои што се. Па да, затоа велам, значи динамиката секогаш постоела. И пред и после и сега. Да, нема пауза. Можам да кажам дека овој период јануари, февруари и за нас музичарите за нас со што се занимавам, се занимавам и со други културни проекти, имаме и наше здружение со кој што работиме концерти, организација на изложби, што се не, веројатно не го знаете гледачи. Одлично, зашто да не го споделиме? Не само тоа, нели настапи, проби, снимања, спотови, сето тоа бара доста време и енергија. И како што реков, еден дел од добар од денот, да не речам половина ден, оди некако и на тие обврски со деца и по 11 часот навечер, дами и господа, 12, тамо некаде е времето за нас. Така е. Ако сакат некој гледачи да ги вклучиме во програма, слободно може да ни се јавите, можеби затоа што ете сака да те прашаат. Само еден апел имам, минатиот пат кога бевме во вашата телевизија, се јави еден господин, бевме тука гости со Симе од бендот од Супер Хикс и ни рече дека многу добро сме исполнувале Ја излезе Ѓурѓо. Да нема такви, бидејќи никогаш ниту сме извеле Ја излезе Ѓурѓо, ниту сме обработиле. Добро. Не сме Next Time, дечки, Супер Хикс сме. Супер Хикс. Да. Знаете како, вие Супер Хикс со вашата музика многу ме потсетувате на она, кога ќе се навратам назад години на оние серии кои ги имавме со таква некоја специфична преубава музика која вие ни ја подаривте. И некако со тој музички правец, овие генерации, па да кажам 70-тите и така натаму, знаеме многу добро нели кои серии ги имавме во тоа време и некако музиката асоцира и посеќа. Нотите се такви, едноставно весели мелодии и хитови кои ги оставивте премногу на музичката сцена, затоа што веќе колку години помина од како сме 25. Ова е година на одбележување на тој 25 годишен јубилеј. Знаеш што е доброто во нашиот случај, што е лошото, тоа што ете овие генерации се сеќаваат нашиве и нешто помладите, но оние најмладите или помладите генерации, тинеџерите и младинците па не познаваат.
Тука е проблемот, а не Зошто познаваат. да не ве познаваат? Па ја имам една моја теорија дека тоа тука пред се имат можеби медиумите генерално земено. Своја вина и не само тоа, има цело време зборувам, веќе сум уморен да зборувам за тоа. Затоа музика ќе слушаме повеќе и Да, гледачи не, има еден тука магичен круг образование, едукација, училишта, знаеш, сите родителите, сите треба да влијат на тоа едно дете или еден тинеџер или младенец да изгради свој правилно да изгради свој вкус на развој. Ние го живеевме тоа време. Ние ги имаме преработено и едно лето, нели, главната тема од Александар Џамбазов и така. Ние раставме со тоа и мислам дека тие вредности не допираат денеска до деца на многу лош пат се. Можам да кажам дека не градат вкус, туку невкусот ги гради нив. И тоа е, знаеш, живееме во едно такво време, јас сум многу исплашен и не само за моите деца, туку воопшто за овие генерации кои што доаѓаат, затоа што кичот и неквалитетот им се сервира како култура и тоа е многу погрешно. Токму така, јас тоа го велам, кај музиката едноставно нема народна забавна, туку има квалитетна и неквалитетна музика и ова што го кажа така, сега во моментов што те слушам, многу се согласувам со тебе. Па многу луѓе мислат дека јас имам нешто против фолк музиката или против народната, апсолутно не. Значи, верувам дека не, да. Ја обожувам и староградската македонска музика и фолклорот и се, меѓутоа ова што се случува со овој турбо фолк и ова мутант форма на она што некогаш било фолкот е катастрофа. Затоа и кај нас во утринската програма такво нешто не може да се слушне. Имаме гледаш да го вклучиме? Ајде. Ајде да видиме што ќе ни каже. Добро утро. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Добро ви утро. Да не претера малку со Добро. Вака. Ние сме сега тука за да промовираме, со оглед на тоа дека погледнувам кон часовникот, да промовираме нешто најново од Суперхикс. Ке се потсетим. Часовник сега дојдов после 40 минути возење и станување, нема одење. Нема одење, ќе ја продолжиме утринската програма. Ќе продолжиме до 10. Да. Ќе промовираме на вистина нешто многу убаво, нешто ново од Суперхикс, покрај сите оние хитови кои ги имаме. Ќе го вклучиме гледачот, па ќе ја промовираме. Ана. За кого е Ана? Добро утро. Добар ден и добро утро. Добро утро, повелете. Ве следам од рано наутро. Ви се восхитувам. Секој ден ве следам, секој утро. Благодарам. Пат се јавувам. Прекрасни сте, позитивни. И убави гости си имам. Позитивна енергија и убави зборови, убав збор. Пред малку што го кажам. Така. Сега, гостинот дали од Next Time е Суперхикс? Не, Next Time Суперхикс е, да, е така. Тоа така да го кажам. Небитно. И добри се во и едните и другите во својата бранша. Благодарам многу што се јавивте. Поздрав и се најубаво. Се најубаво. Решивме дилема. И едните и другите се добри. Не може едните и другите да бидат добри. Ние сме едните се подобри. Дефинитивно, чекај. Така е. Уште леп дара што би рекле овие. Така е, да. Добро, ајде сега за новата песна. Хајде за новата песна или за новиот спот. Повеќе мислам дека се зборува и темата како тема, мислам дека многу добро и многу позитивни впечатоци и реакции добиваме за неа. И од мене похвалби во моментов. Мислам дека повеќе можеби за спотот имаме сега позитивни реакции и тоа не е случајно затоа што е навистина една одлична екипа. Морам да го кажам ова и нека ми простат ако не ја кажам целата екипа која што учествува, што навистина е обемна. Благо Неделковски најпрвен да го поздравам кој што е во Бевели Хилс, Калифорнија и кој што е на доделување на наградите Оскар бидејќи дел од Ханиленд како асистент монтажер или како му доаѓа, меѓутоа е дел од тие 5-6 души кои што работат на Ханиленд. Така е, и можеме да се гордееме само со него. Човекот кој што ги направи можеби најдобрите спотови, најубавите спотови на Суперхикс. Да го поздравам Вања Бартлинг, да го поздравам Димо Попов, Андреј Бартлинг, Сара актерката и сите оние, да го поздравам Сецко кој што ни помогна многу од Мугер Фугер и Last Expedition околу сценографијата и целата таа екипа кој што во тие колку беа таму 15-16 часа снимање ни обезбедија вака добар квалитетен видеопродукт. Мислам дека многу не се снимаат во последно време. Квалитетни спотови, барем од оние кои што ги имаат музичките твоите колешки емисии велат дека во последно време речиси да не се снима. Јас знам која е причината зошто е тоа така. Меѓутоа ние самите решивме да снимиме нешто повторно по подолго време можеби
Убаво сте решиле. И малку филмски делува спотот. Кој не го видел треба да го види. Еве затоа сега во продолжение. Ајде прво да го погледнеме, па потоа може уште нешто да кажеме за спотот, но ќе слушнеме и по некои од постарите хитови да се потсетиме. Супер Хикс. Тука сме. Ајде, Ана и Супер Хикс, нешто најново од нив. Една Ана ми отвори рана, еден куп стих ми подмета, што без престан се врти во глава, сањам те сваки ден. Подај ми ракама, Ана, со овој стих не ме оставај, може ли стих да не раздели вака, еден ден да не те познавам. И не знам да од цел свет на страна се помести, или само јас се извести. Кој би знаел колку би трајало очи, да не бе толку различни. Може така, ма Ана, метни стих сврти се побегни. Ова е стих добар за во кафана и за второкласна биртија. И не знам да од цел светна страна се помести, или само јас се извести. Кој би знаел колку би траеле јас и ти, да не меѓу нас овој стих. Да од цел светна страна се помести, или само јас се извести. Кој би знаел колку би траеле јас и ти, да не меѓу нас овој стих. Сањам те сваки ден. Многу убаво кажа Пеце, филмско. Ова веќе на филмски спот наликува и прекрасно нешто. Јас прашав за шминката, мощно интересно. Вистински кукливо излог. Поздрави и до шминка, и до костимографија, и до сите кои учествува. Пак ќе кажам, с ким се извинам да не... може вака да направиме, чекај. Кафето? Нема да влеземе каде? И да влеземе. Поинтересно ќе беше вака, добро. Работата е што... На здравје нека ти е. Невидливиот ми донесе домакини, без кафе како оди. На здравје. Навистина добра екипа, се извинам уште еднаш ако не споменам, а сигурно сум заборавил некого да не ми замера затоа што да, голема екипа и најинтересно беше тоа што снимањето траеше 15 на часа, 16, не знам колку. Тогаш станавме од 6 бевме веќе на сет. Гледаш, не е само твоја емисија. Од 6 бевме на сет и најинтересно е што имав еден момент пред некој време случајно се сретнавме на снимање со Игор Џамбазов и му кажувам како за спотот и вика му објаснувам како не болеше кичма сите на крај на денот.
Затоа што спотот не, работата беше што 90% од спотот е како ние стоиме како кукли. Потешка работа луѓе, верувате, не сме имали. Ама резултатот на крај? Резултатот одличен, ама не ми се веруваше дека само стоење може човек туку да го болат мускули, кичма и не може да се наведнам на крајот на ден. Ако во едно место стоиш, да. Лудило. Да. Меѓутоа резултатот, како што кажавме, е видлив и навистина приубаво видео издание, приубав спот кој со задоволство во утринските часови секогаш ќе го има, како Ана, така и по старите хитови. Меѓутоа, ајде сега за хитовите знаеме, што вие за овие години имате оставено на македонската музичка сцена, концерти, спотови, многу хитови, песни, Супер Хикс. Јас кога ќе слушнам Супер Хикс и Пеце, мене секогаш ме асоцирало на нешто многу позитивно, на нешто прекрасно, на преубави забави, свирки и така натаму. Концерти, само на позитива ме води мислата, кога а и во текот на вчерашниот ден кога те слушнав, веднаш на позитива и само се насмеав. Вака си. Да, затоа што веројатно некако карактерот да го беше чудно како реагирам на тоа дека треба да дојдам во 8, колку требаше да дадам? Доцнем денес. Во 8:30. Во 8:30, неверојатно. Малку подоцна. Неверојатно, како во школа, кога одев на време. Добро да се потсетиме, некогаш еве вака со убаво утринско кафенце да го започнеме денот, зошто? Па не, ова се мои навики што ја ќе се обидам да ги сменам, не знам дали треба или не, ама дефинитивно како доаѓаат годините мислам дека треба нешто да сменам во мојот биоритм. Што е она што ќе очекуваме покрај Ана? Преубава песна исто така, сите заедно работиме на песните, на композициите досега што сме ги сработиле. Па да, ова е песна која што е практично дело на Дарко Попов кој што го направи текстот и Борис Минов музичкиот дел повеќе. Малку се вклучив јас тука, оној стих "Сањам те сваки дане мој". И тоа има една друга порака песна кој добро ќе се заслуша во текстот и она што претходно го кажавме. Па, она што претходно го кажавме и тоа не е прв пат да го правиме, знаеш, тоа сме го правеле ние многу пати во нашата кариера до сега, низ многу песни. Тоа некаква некој ќе кажат и смевање, јас би рекол повеќе една порака која што пред малку ја опативме, тоа е каде се движиме и тоа ако некош било едно мало пародирање на она што бил некој ново компониран фолк или слично, денеска за жал имаме една страшна ситуација во која што кичот и шундот и они увозни продукти од страна доминираат на сцената и тоа не би требало да биде така и овие млади генерации да растат со тоа. Една порака која што треба секој да ја слушне и ова Ана, она на прв поглед знаеш наивно делува оваа љубовна приказна, меѓутоа приказната е за една Ана со кој што е едно момче кое што има сосема различни интереси и вкусови за разлика од него, па на крај таа љубов несреќно завршува и Добро, во животот и така е, нели? Јас секогаш велам во пораките, во песните, слушнете го и текстот, слушнете ја и пораката која сакаат да Па многу едноставно, само два стиха треба да слушнат, може ли еден стих да не раздели вака? Да се пронајдеме сите. И повеќе да не сме заедно, знаеш, стихот ги разделил, така натаму има една одлична порака и не знам, забавна е песната, да ова е после модерна љубов која што лани ја снимевме втор сингл. Веројатно полека ќе грабиме кон некој нов албум, ама вообичаено ние не брзаме, знаеш, кога правиме нешто. Сигурно. Полека види имаме неколку студиски изданија за себе веќе 5, еден лайф албум, еден best of од 2000-та, 2001-та. Наваму прославувавме оваа година 25 години од постоењето. Тоа што сакав. Значи ти знаеш кои прашања јас ќе ги поставам и самиот си одговараш. Па вообичаено е така. Да, порано ми викав на твоите колешки, сигурно сакаш да ме прашаш и за ова и сам си одговарам. Така. Концерт во МКЦ, имаме една мала турнеја, минатава година бевме до Бугарија, 4 концерти. Како таму? Одлично, супер не примаат. Браво, секој е чест. Таму е голем хит Мајмуни, не знам зошто. Веројатно се препознаваат некои луѓе во тоа и добро поминува. Доста е популарна таа песна во Бугарија. Концерти во Србија, Хрватска, се прибравме, еве сега полека се затвора оној круг на 25 години од постоењето. Вие сте задоволни од турнеите надвор од границите? Па можеби и многу повеќе, ние многу повеќе сме свирале порано, меѓутоа имаме една пауза, веројатно тоа се одрази некои 7-8 месеци пред минатата година, решивме малку да одмориме од самите себе и да продолжиме во овој нов циклус кој што еве сега
Одлично сте дошли до некој убав заклучок и решение. Затоа што да, вие и како Супер Хикс кажавме со турнеите сте и наши амбасадори. Меѓутоа, она што е многу важно и ти самиот го наметна како една тема, треба и младите малку повеќе ние, како убаво кажа родители, да ги посочиме кој некој убав и вистински правец кон слушање на музика, затоа што јас да не се повторувам, но секогаш велам има квалитетна и неквалитетна музика. Па барем нека ја слушаат она поквалитетната. А Супер Хикс секогаш јас така ве доживувам. Едноставно внесувате преубави енергија во вашата музика. Специфичен музички правец кој се одвојува од останатите и едноставно не можеш да не останеш рамнодушен. Абе знаеш како имаш квалитетна и неквалитетна, сега доста е неквалитетот присутен во медиумите. За жал. Но тоа не значи дека тоа е она вистинското, малку тука, знаеш, треба да се вклучат сите фактори во насочување, на пример, на Оскарите победи American Factory, кој што не е најдобар документарец, на пример, ноќеска. Меѓутоа победи. И победи. Имав тоа задоволство да ги прегледам сите документарци, замисли. Тоа правев овие 2 дена. И ете, не секогаш она што е неквалитетно ке победи. Е присутно. И затоа треба да се вклучиме сите како фактори. А мислам дека Супер Хикс тука имаат една едукативна улога покрај оние моменти на забава кои што ги имаме и забавни стикови во нашите песни, љубовни стикови и така натаму, меѓутоа мислам дека имаме доста што кажано овие 25 години. Не само за овој момент, за овој сегмент, туку ние направивме заминување 2001-та кој што зборува за заминувањето на младите од оваа земја, кој што доживува уште поголем Па да, кога ги слушаме сите ваши песни имаат многу интересни пораки. Па дури и глупави песни има интересна порака. И глупави песни, и Раде, и мајмуни, Африка, да не зборувам, мајмуни. Сето тоа ама за жал теми кои што се уште актуелни. Актуелни? Имаше еден пријател вака викаше, кога ќе престанете вие и Сав да бидете актуелни со вашите теми? Од пред 20-25 години истите работи, за жал во општество нема. Па не се менува. Не само што не се менува, имаме регрес во многу сфери, знаеш. И во сферите на образование, на здравство, и на заменување на млади и така натаму, да ни се живи и здрави политичари во овие 2,5 декади. За крај тоа да го кажеме. Па само тоа, што друго да кажам. Јас би сакала со тебе во продолжение се уште да разговарам, меѓутоа минутите поминаа. Меѓутоа доцна дојде Пеце. Доцна дојде Пеце. Така да дојдеше порано, ќе се разговаравме за многу нешта. Со тебе може покрај музиката да се разговара и за многу. Ќе снимеме нов спот и нов сингл наскоро, па ќе дојдеме пак. Ете, ќе дојдеш ветуваш? Па ќе се обидам да донесам, кога пишав вчера во група на Супер Хикс, кој ќе дојде со мене? Никој. Утро, и знаеш што се случи, морам да го признам пред камерите. И ми се пријави само да го поздравам Александар Спасовски Жути, кој што по грешка разбрал дека синот ќе треба да дојде. И синот ќе некаде околу 20 часот и нешто бил присутен во просториите на ТВ24. Меѓутоа не разбрал дека требало да дојде наутро. Поздрав Жути. Извини, тоа се случува. А други јунаци немаше во бендов. Не се пријави. Да се жив и здрав вака од раните утрински, веќе не е рано. Ма како не? Навистина ме насмеа и ја знаев дека си ваков карактер и тип на човек. Поспорно позитивен, Да, премногу тоа го чувствував и знаев за каков профил на човек се работи. Покрај музичарите можеме да ве доживееме и какви луѓе сте, на некој начин барем. Не сега 100%, меѓутоа, сепак она што јас го мислев, еве, докаже дека е така, дека сум била во право. Само еден апел имам, нека бидат вакви, ако сакво мисли имаш за нас, нека бидат барем 50% од политичари вакви, мислам дека ќе многу работи ќе се решат побрзо во оваа наша држава напатена. Така. Пеце, многу ти благодарам, па се гледаме повторно. За крај ќе завршиме со Супер Хикс, се разбира, вие останете и понатаму со Телевизија 24. Ви благодарам што бевте дел од Македонија денес. Дека пак се вртам круг, само мој, морам да го изолнам сите пречки, сите сроки, нешто да ги избегнам, за да ти кажам, еј ти, победи за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке урам, еј ти, победи за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ке урам.
Jaz pa ke izdržam pokraj site barikad, stojam i ne popuštam, izdržam i na kraj v oči ke me pogledneš, nasmevka na lice stoji i pak očekuvaš, jaz da ti kažam, ej ti pogledi za tebe, živim za tebe, postojam od tebe, kebra, ej ti pogledi za tebe, živim za tebe, postojam od tebe, kebra. Da čujeme. Pam pararam 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 ram pararam 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 pararam. Ej ti, pogledi za tebe, živim za tebe,